Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме расположени да ви направиме едно кулинарско шоу и денеска да направиме еден убав специјалитет и се надевам дека вие убаво ќе се чувствувате затоа што внимавајте, денеска имаме посебно гостин кој што ќе ни укаже многу нешта кои што ни се битни и за нашето здравје, и за нашата убавина, и за нашиот живот. Затоа бидете пред малите или големите екрани во вашиот дом, за да ја следите оваа наша емисија. Јас на почетокот од емисијата секогаш ги поздравувам нашите пријатели, а наши пријатели се Пека Беско и затоа еве да ги поздравиме Пека Беско и овој пат. Доколку сакате да направите убава трпеза или да имате вкусна храна или не сте одбрале, немате што на ум, како се вели суво меснати производи, земете ги Пека Беско и нема да погрешите. Секој од нивните производи е навистина со висок квалитет. Еве си ги поздравуваме Пека Беско, ве поздравуваме и вас, драги почитувани гледачи, на сите меридијани на светот. Јас многу пати кажувам и оваа емисија ќе кажам дека многу се радувам затоа што од ширум светот пристигнуваат толку убави пораки, се додека постои сигналот на Канал 5 телевизија, односно се докаде достигнува. И навистина пораките се многубројни и самите ги читате и оние кои што се мои следачи и пријатели на Facebook, па и на нашите гости и навистина ви благодарам за убавите коментари. Епа, вредно е веќе да кажам дека денеска ќе имаме еден убав оброк кој што ќе ни го подготви вешто мојата драг гостин. Лице од медицината, познато во Македонија, најмногу по естетската медицина, иако учеше и друго, во текот на емисијата ние ќе говориме за неговата работа и живот. И јас навистина се радувам што денеска во нашата емисија мој и ваш гостин ќе биде доктор Едип Бекировски. Добре ми дојде. Многу се радувам што денеска ќе ми бидеш гостин во емисијата. Фала ви, чест и задоволство е моја. Повели од оваа страна, јас сум тука да помагам во однос на нели оние подготовки што се покрај печката, а потоа ќе се ги превземеш ти. Јас ќе помагам. Ми рече дека сакаш престилка. Да. Еве, повели, веднаш ќе ти дадеме престилка, за да бидеш доктор готвач. Не, да не се изволкаме, пошто... Да. Поради обврските треба да тераме лекарските работи. Бидејќи ти требаат и потоа немаш, како се вели, докторите немаат работно време и кога ќе ги повикаат треба да бидат спремни. Јас и ти сме пријатели и затоа ќе се отповикуваме на ти, нема вие кај нас и првото мое прашање ќе биде што е животниот стил на еден човек? Треба ли здрава храна за да биде вечно млад? Па многу зависи, значи храната. Значи так. Физичката активност, поготово и храната се врзани, значи како симбиоза, еден без друг не одат. Значи за здраво тело, за здрава исхрана е потребно, значи здрава исхрана и многу движење, значи. Така. Затоа денес ќе направиме еден, ќе се потрудиме да направиме еден здрав рецепт за една долговечност. Една енергија за живот, така се вели. Постои ли јас мислам дека постои таа вистина, велат дека повозрасните, иако веќе како да кажам, векот се намалува на старосна граница. Повозрасните луѓе некаде околу 80 години и повеќе од 80 велат дека помладо изгледаат. Сигурно влие многу и здравјето и тоа движење, чист воздух. Најбитно е значи да се води рачун за исхраната, пошто денес ни е таква и темата е за исхрана, но мои препораки се секако да се води рачун што внесуваме, како се движиме, како се храниме. Поред тоа, значи имаме во денешно време имаме лекари кои се бават со естетика, како мене, значи животни учители што ги викаме, значи имаме, значи секој еден во иднина би дошло значи до потреба да има еден лекар естетичар. Како одминува времето? Како одминува времето. Ајде сега ќе им откриеме малку на гледачите. Ставивме 2 копани овде да ни се варат предвремено, рече да бидат добро сварени. Додадовме малку сол, да додадам ли малку зачин? Можем и малку зачин, а тебе брокулата ќе ти ја дадам како задача да си ја исескаш, да, за да можеме да ја ставиме да ни се подвари, така.
Добро. Во овие моменти јас ќе спремам брокулата, значи, ги вадиме само цветовите. А така да изгледа и убава и бојата. Да. Во својот зачин. Сосема малку ќе додадам. Живееме во такво време, бурно време, кога да кажеме дека дури и чекањето на автобус по 2 часа не прави нервозни. Тоа значи дека ни ја намалува убавината, нели? Па стресот се дига, значи секој чекање, значи секој стресирање, стресни ситуации го подигаат кортизолот. Кортизолот е значи хормон кој ни ги ремети сите процеси. Сите и ни ја разнишува убавината. Да кажеме дека во минатите времиња ќе кажеа одат луѓето така наречено народно од без да се прават убави, но не е баш се така, нели? Кој може да јас ми се случи мене здравјето да ми биде нарушено, многу аномалии ми се појавија, има резови кои што сакам естетски да ги потоа некако подотерам. Се работи на тој случај, нели? Да, значи во денешно време имаме толку справи, толку методи кои можеш да ги реши сите тие проблеми, така да гревот е да останат нерешени ако човек има можност нормално. Добро. Значи сите тие резови кои се случуваат, да речеме лузни или ожилци, значи имаме моментално ласери кои се значи поагресивни и понеагресивни. Ласерот, значи, кој е, да речеме, моментално најдостапен во Македонија, е CO2 фракционарниот ласер. Оној што го гледате влегува, значи, во дермис и епидермисот дел. Значи, прави на абразија, дермоабразија, кај лузните. И доаѓа едно поттикнување, значи стимулација на нов епител. И нови клетки, ново растење, значи буквално да се измазни, да се испегла као да не сте ни имале, значи минимално би се гледало со неколку третмани. Сакав тоа да го запрашам не само заради себе и заради гледачите кои што се соочуваат со такви случаи, затоа што има жени и мажи кои што не сакаат да излезат во јавност, пак не сакаат да одат на плажа, не сакаат поради некоја лузна, поради операција на лицето, на телото, а бидејќи тебе тоа ти е значи перфектност да го направиш лицето убаво. Се случува од изгореници. Да. Се случува од операции. Значи моментално имав предлог до колегите кои се бават со случајот наш, значи ова што е, да кажам, немилиот настан кој се случи, несреќата. Така, со изгорениците. Со изгорениците кои беа, значи имаме, пошто имаме најнов ласер, но ласерот, мојата компанија која треба да го увезе тој ласер, е неаблативен. Значи, што е неаблативност? Неаблативност е, драгче, нема абразија. Значи, делува поттикнување само од внатрешноста и промена од натрешноста која се случува. Значи, не можеме комплетно да биде зацелено. Може комплетно. Може. Да, ги имаме случаевите, значи мислам дека ги има режијата, некој приказ на случај. Односно ќе ги пуштиме фотографиите, да. Да, но имаме значи опција да се среди тоа. Па тоа е убаво нешто во како се вели во целата несреќа да имаме и среќа. Јас тавчето ќе го повлечам малку, бидејќи рече брокулата сакаш да ја подвариме малку. Ќе го ставиме овде. Ајде, и ќе си продолжиме со разговорот, затоа што е интересен, затоа што имаш златни раце и многу луѓе излегуваат среќни од твојата ординација. Сепак тоа е голема среќа. Што се случува со белези кои што се долготрајни? Например, останале од изгореници, реков, потемнување на кожата, можеби од сонцето, можеби од други ситуации. Што можат ли тие да се исчистат? Да, драгче, значи тоа го имаме зборано и приватно, но сега еве пред гледачите, за гледачите го споделиме. Нашата ординација, значи, кај што работиме заедно со доктор Стефан и доктор Наташа, значи, тие се носители. Јас сум, значи, застапникот за овој бренд што го увезуваме и едукатор, значи, во Македонија. Поред основната дејност која ми е, значи, интернистичка дејност, ова ми е, значи, дополнителна дејност. Сакав и за таа интернистичката да поговориме, ама ајде ова сега прашањето. Но прашањето, значи, ќе се вратам на прашањето, значи, белезите со нашата компанија имаме креми, серуми и ласерот кој го спомнав, значи кој е во фаза на регистрација, припрема на документи за агенција Малмет за медицински уреди и лекови што е задолжителна.
Така да мислам дека на правото место ќе бидат гледачите, нема да погрешат ако дојдат кај нас. Ќе се намалат тие, ќе се исчистат флеките, ќе биде. Па добро, еве тука копаните ни се варат, брокулата ја ставивме, немаат бори. Немаат бори. Уште малку нека ги, имаме време. Ке им треба лазер или? Да, лазер ке им треба, за да го поставам баш тоа прашање. Како до лице без бори? Велат, лицето ќе го средиш. Како се средува врат без бори? Твојата болка. Најтешката задача, нели? Не. Со првиот лазер што зборам дека е аблативниот CO2, така, можеме да ги намалиме, но треба упорност и редовност во траење. Да. Тој е проблематичен што мораме, значи, зимен период се работи, тој лазер, затоа што не може да излегуваш на сонце. Така. И се решава, да речеме, имаме сега со вештачката интелигенција се користи кај нас. Така. Значи, сликаме, вештачката интелигенција има во дата на податоци кои клинички студии од медицина базирана на докази ги користи, и ни кажува колку за таа кожа, за тој врат, за тие брчки, колку третмани ни се потребни. Браво, ете олеснувачка работа, ако многу ми навелиме, што ли сега роботите ќе ни прават, но тие ни се подршка. Дефинитивно, така, да. Пошто сега со ова, пример, сликаме, добиваме, значи, и несакани ефекти. Место каде што пациентот треба да го прочита кој му се несакани ефекти, очекуван резултат, со колку третмани, значи да знае, значи унапред. Со нашата консултација, кога ќе дојде на консултација, предвремено да се знае колку време треба да се одвои за себе, за проблемот да биде решен. Ете, тоа е многу битно. Треба ли да ја исцедам водата? Да, треба да го само да проверам, значи. Па мислам дека е готово, ќе се запржи малце. Ќе го запржиме. Ајде, јас ќе ја повлечам. Сега вака, повели, уште една ракавичка ќе ти дадам за да не се, за да не се испогориш, па после да работат колегите на тебе. Па го имаме колегата ке работи. Веднаш ке работи, нели? Така. Добро. Ова ќе го исцедам водата јас. Така, тавчето да биде поставено, добро. Брокулата па ја поставивме, не и треба многу наизе, но ќе биде и таа. Добро. Ова ќе го ставиме дракче. Ете, добро, може. Нека биде таму со вилусче потоа. Јас веќе тавчето го поставив. И ќе ти кажам, како што и ти си имаш тајни во твојата работа, јас имам тајна во готвењето, малку да добиеме на шмек. Добро. Естетски шмек. Нели, естетски шмек на копаните. Да не треба да се заменеме. Не, баш убаво, сега тука си ти на твојата работа со престилка те дотерав. Сакам да кажам повеќе за тебе. Ти си роден во Струга. Точно. Наше момче македонче се школуваше, едуцираше во градот Сараево, еден убав град, кој што многу наликува на менталитетот во Македонија. Некако Босна и Македонија имаат една љубов, една ширина. Како беше да се учи во друга земја, да кажеме, се стекнали со многу знаење. Таму учеше интерна медицина? Не, интерната ми е тука, значи факултетот ми е тука. Факултетот, добро. Факултетот го заврши во Сараево, значи. Да. Учев од извршни професори, значи некои од нив се покојни за жал сега, но времето си го прави своето. Каде што немав никого, буквално никого, бев сам на себе, немав ни родбини, ни пријатели, еден чудна приказна, значи како сум се запишал таму. Затоа и си успешен. Да. Кога луѓето сами се пробива, се многу успешни. Оние што се потикнати, кога имаш поддршка од некој, така викаат децата, забушаваме. Во една прилика татко ми дојде да ме посети и беше можда 3 сатот са бајле. Спремав испити, 17 часа не сум спиел, сум учил. Си морал, да. Да, и вика татко ми, кога се вратил дома, вика на мајка ми, не кувај ништо, кај нас традиционално е да се кува. Да се готви, да. За постите наши што се рамазански. Не кувај ништо, вика, не ми се јаде, вика, колку сум го видел како се мачи. Исто што ни измачен. На маслиново ли масло ќе го пржиме? Па на почеток ќе го пржиме на маслиново масло. Така, поставивме веќе. Поставено е тоа. Маслото. Карабатокот ќе оди со. Јас ќе имам малку сакам да, за да биде многу убав, му додавам малку шекер, да видиме колку и ќе имаме тука шекер, точно доволно за да
зарумени малку, да се карамелизира. Батакот добива нека се карамелизира прво. Прво да се карамелизира го повеќе, добро. Малку ти го промени в рецептот, за да малце измена во рецептот. За да сватиш дека како ќе го вкусиме потоа, дека навистина бев во право. И интересно е кога се карамелизира со малку шеќер. И сосема малку, неколку зрнца додаваме, не е ова карамела ептен. И како доктор ќе ни браниш. Што додавате толку шеќери? Забранете. Никако. И така. Значи тато се врати дома и си вика: леле, детето се измачи, не личи на себе. Бога ми, да. Брзо да го бараме да се храни овде. Не, тоа е више по-народителски, значи да, инстинктот на љубов, да. Така да беше тешко, напорно, пошто немаш никого, буквално немаш ни фамилија, ни никого, но... Се затвараш и учиш. Да, само учење. Немаш каде, немаш што, иако градот е убав, може да се шета, но таа работа, вашата, па и секоја работа, задолжително, ако сакаш да си успешен, стварно треба посветеност. Бога ми, да. Голема посветеност да се има и да биде сето тоа добро. Чекаме да карамелизира, нали? Уште малку, да. Малку само му треба. Можем да ја зголемам, затоа поставив чај, да направиме чајот. Разлика меѓу Сарајево и нашите универзитети беше тоа што испитите не се полага парцијално, се полагаат целосно. Уште потешко. И потешко и во присуство на публика. Да. Во тоа време кога бев јас. Во времето и кај нас беше така, во почетоците, дека мора да се сите испити даваат и да не бидат парцијални, а значи ако сакаш да полагаш 6 испити, 6 мораш во сесијата. Да, и разликата беше, Дракче, во тоа што испитот, оценката не беше, мерило беше, значи, мораш сите испитни прашања да ги знаеш. Браво. Разликата беше во изразувањето. Нема, значи, она пропуст, не знам, ова прашање да му се прогледа през прст. Значи, сепак строгост се велим. Сакав да ја повлечам тавата, гледам не ми карамелизира, можеби заради... Можеби да го заменеме ова? Да, така. Заради тоа што таа е помала, ама и брокулата е готова. Готова е брокулата, да. Готова ни е брокулата, тука ќе исклучам. Ќе го иседам ова. Така. Добро. Учи, синко, за да знаеш, така се вели. Да. Учи, синко, за да знаеш. Еве чај од камилица, рековме за смирување, за убав муавет и ароматична убава. Дракче, мислам дека брокулите многу добро изгледаат. Одлично, па толку им е потребно, минута до 2. Ете. Ова не почна да карамелизира, почнува, па веќе видов дека мало ни е ова малата рингла ние, затоа малку само да зажари и ќе го додадеме маслиновото масло, па потоа сите овие зачини кои што ти си ги подготви, ти се потребни, за да ги... Ајде кажи ни сега за ова младост и убавина. Младите бараат силикони, филери, тешки ли се за одржување? Треба ли многу време? Треба ли пациентот постојано да мисли на тоа? Имат ли рок на траење? Значи, се треба да се знае. Кај нас, значи, јас сум едукатор за нехирушки интервенции, да нагласам. Значи, обучен сум, значи, во Милано, во Дубај, во Париз, сите тие, значи, обуки што ги имаме направено. Но, Дракче, младите, поголем број од младите, сакаат, значи, веднаш и одма. Веднаш да бидат најубави. Да. Веднаш и одма Нема. Само со хирургија, без хирургија тешко е веднаш и одма. Нема волшебно ставче, си треба време. Дефинитивно да. Ете така. Маслото беше тоа. Добро. Ќе го додадеме маслото сега. Добро. Зачините ќе ги додадеме. Веднаш ги додаваш? Да. Добро. Повели. Додадеме дур се пржи да попреми малце вкус. На аромата. Како беше мускатно оревче, кој што дава посебе на некоја и кари. Ова е карито. Кари, да. Видов, си ги гледам тука пред очи, пошто си ги подготвувам. Да, рецептите. Во истата тава ќе оставиме и сосот со брокула која ќе биде. Значи, вкусовите да останат во сосот. Но сега мевцето ќе го прашиме заедно со нив. Да, заедно се. Добро. Ете
убаво, за да не ни подгори, затоа што лукот изгорен не чини. Колку сето тоа ти си го научил убаво. Сам студент, сам готвач, така ли? Без родители, бога ми, да. Како ми велиш, Драгче, ќе направиме еден убав специјалитет прсти да се изедат, затоа што верувам во тоа, кога си сам мораш да учиш. Мораш да учиш и во ова треба познавање, а не којаш на брзински ајвар и леп. Па тоа е традиционалното наше. Нашето традиционално. Ајде кажи ми, има ли нешто посебно што сакаш да им го кажеме на гледачите, што најмногу тебе те фасцинира во однос на клиентите кои доаѓаат, да не ги нарекуваме пациенти, луѓе кои што си имаат повеќе барања? Фасцинантното е, значи, ќе се повторно, но повторувањето е мајка на знаењето. Точно. Значи нема веднаш и одма добивање, значи она од очекуваниот резултат, да кажам. Излегувам принцеза веднаш од ординација. Значи мора континуитет во естетиката. Не може што не може да се заврши. Зборам и не хируршки, но зависи колку клиентот е доследен. Колку ќе биде истрен, а не на 2 третмана, потоа третиот го нема. Тоа не ли? Буквално мора континуитет. И кај мене, например, фасцинантно ми е што ќе дојде жена негувана, се гледа дека се негувала, зборам, 20-30 години вложувала во својата убавина, и се гледа, значи нема врска со годините, значи битно е многу начинот на исхрана, стресот, го спомнавме, чекањето, нервозите, движењето и негата секако. Секако негата. Добро, и сигурно не си пристапник на големите овие химикали кои се употребуваат, сигурно си против тоа. Да не се употребуваат. Ја гледаш разликата како веднаш добиваме карамел. За неколку минути, значи буквално добиваме карамел. И тоа со 3-4 зрнца, така го велам јас, шеќер. Тоа се некои техники во однос на готвењето и подготвувањето и затоа сепак си подолго. Па добро, нели? Некако навикнати сме по традицијата жената да готви дома и така. Но еве и мажите готват. И мажите готват. Јас овде малку ќе го намалам за да не погледнеме фотографиите кои што од режија ќе одат, да џиркаш со едното око кон мониторот и да ги коментираме. Сепак морам да ти направам нешто добро. Нели? Имаме тука фотографија од тебе. Овде малце во релакс ситуација. Так. Каде после напорен ден со едукации во Дубај, значи во Дубај беше ова. Па таму најдобро снима. Одмор се знае. Добро. Ето, интересна, убава фотографија. Убаво место. Ова е после конгресот на естетичари во Париз. Опуштена атмосфера за успомен чисто. Па и точно оној кој што го посетил Париз, а не Ајфеловата кула, исто како да не бил во Париз. Нели? Ето така, одиме понатаму со фотографиите. А тука си подготвуваш нешто службено. Ова е нашиот тренинг центар, значи ќе оттрна малце пошто да се посветам на фотографиите. Добро. Ова е нашиот тренинг центар во Дубај, значи на компанијата која застапувам во нашата држава. И тука имаме официјален тренинг центар на самата плажа од GBR, од 1000 квадратни тренинг центарот е. Имаме едукација за гинеколози и естетичари. Не е само за естетика. Како би рекол Игор Џамбазов, се гледа елеганција во движење. Добро, одиме понатаму, пак релакс и готвено. Дали ова нашиот рецепт? Па не е, ова е нашиот рецепт. Нешто слично изгледа. Моето милен јадење, значи ова е зеленчук со мерце. Така, добро. Мислев да не ни еде нешто во мени. Не, ова е студентското, се договоривме од студентски ден, ова е друго. Еве те повторно тука на твоето работно место изгледа, нели? Не, ова е со во присуство на мојот едукатор беше ова, значи еден од најпознатите светски предавачи, Артур Свифт, и тој е пластичен хирург, но е наш едукатор и заштитно лице на нашава компанија. Так. Одиме понатаму, евете тука веќе. Ова е значи во нашата ординација, значи работно. во аеродром работно, да.
Ова е тој ласер за кој што говоревме, Да. така, каде што не прави проблеми на кожата, не ствара опекотини, туку напротив. Не, ова е една прави генерација дракче убава. постар ласер. Значи ова е што фактички ја гори кожата, да кажеме. Па тоа значи треба после серуми, Да. Треба специјални серуми и креми. треба одморено така. 7 дена простор за рековери, за опоравок. Так. Имаме ли други фотографии или не? Добро, продолжувам. Имаме. Ова е кај моите родители, значи, Така. во Венеција, на еден од мостовите, венецијски мостови, опуштена атмосфера. Тоа Така да- вика мостот на воздишките на љубовта. Добро, одиме понатаму. Уште малку имаме време, но имаме време и да го подготвиме рецептот. Да. И ова ти е нешто Ова на е друго за место. време на конгресот во Милано, Добро, опуштена атмосфера. одлично. Еве и тука повторно. Ова е во тренинг центарот во Милано, кај што кажат, значи дека Така, имаме и во Милано тренинг центар. Так. Така да после тренинг центарот. Добро. Ајде сега, што додаваме сега, бидејќи се готови? Сега овие се готови дракчи, јас би Треба ги да ги извадил повлечеме за Да. сервирањето, повели. и би ги додал да се на истата тава кај што се овие сокови. Одлично. Би ги додал, да видам, готово. Ова е фино карамелизирано. Па ете така, ти кажав дека имаме техники на Техники на готвење готвење кои плюс- што навистина се убави и за вкус и за изглед. Сега би Добро. додал во ова павлака. Повели, еве ти е павлаката. Дај ми ја лажичката или кружката. Добро. Ова е павлака за кување. Да. Овој беше дракче најчесто куван оброк во Ма и студентските вкусно денови, е, да. и брзо. И Брзо, еве, битно само е што е половина многу час. брзо. Малку ќе одмориш од учењето и брзо ќе си изготвиш. За Так, 15 минути готов оброк имаш. така. А богат со Со се што е потребно. Дали нешто друго додаваме? Не. Бибер, такво нешто сега додаваме? за сега не, пошто Добро. само го правиме Добро. Повлекувам и ова. Одлично. Сега само тоа да го промешаме, така, преливот. Да. И брокулата, ја додаваме Ја додаваме во брокулата након што ќе прокува. ова малку да се свари. Добро. Еве и брокулата. И сакаше да биде, добро. Еве, За викна на- пациентките имам да додадам за сите што се заинтересирани за тие естетски третмани. Имаме многу нови, значи стимулатори. Во денешно време се тренд стимулаторите. Така. Нели со тек на годините доаѓа до пад на колагенот. Тоа кажувам, опуштена кожа, брчки, бори. За да се Нема. превенира тоа, има стимулатори, значи кои имаат богатени со хилалуронска киселина внатре, калциум хидроксиапатит и пролин и глицин, значи кои се многу битни аминокиселини. Јас и ти треба да правиме уште една емисија. Го барам рецептот на денот, за тоа време ќе ја додаде Едип и брокулата, а потоа ќе видиме што и како изгледа нашиот рецепт. Карабатак во бел сос. 3 карабатак парчиња до 450 грама. Една лажица маслиново масло. Малку сол и бибер, малку лук во прав или кари. Крем сос кој што го подготвуваме посебно е 300 мл павлака за готвење, едно чешне лук, малку мускатно оревче, 30 грама пармезан и една китка свежа брокула. Додадовме се, веќе беше брз, ја додаде и брокулата и една мала магија кај што јас малку прснав. Бел шекер. Ете Тоа се. така. Толку ни е една минутка за да го веќе и преливот додадеме. Ова е при Брзо крај. сварено, се е средено, немаме никаков проблем. Брокулата Кога го е додаваш многу. пармезанот, да те подсетам? Само секунда, пошто да прокува уш малце ова треба. Добро. Имаме минута? Да. Немаме повеќе. Дај ми го, само Да. пармезанчето. Минута не двои. Дај ми го Ете кашичката. така. Одлично. Пармезанот се става да се добие на фина текстура. Добро. Ајде, ете така, не ја Ајде, така, штеди да готово. биде убаво, да биде вкусно. Браво. Веќе добиваме една, како се века, кашеста. Кремаста. Кремаста. Ете така. Значи, Студентско јадење, но убаво и за сите. Добро.
веќе го сервираш, дали го сипуваш врз батаците? Не, ќе оди странично, Отстранично, да. кој сака, нели, да си земе повеќе, кој не. Може некој нема да го бенеса. Добро, ајде, го поставуваме и ќе го поставиме на нашата маса. Можеш сам или да ти дадам друга лажица? Мислам дека во ред. Добро. Право мајсторски, докторски ручек. Имаме докторски ручек, иако тој вели студентски. Добро. Браво. Одлично. Одлично. Ајде, повели од оваа страна сега, за да се види рецептот на денот. Повели си. Фала ви. Чајчето е готово, но ти немаше време да го вкусиш. Беше прекрасен гостин, морам да кажам. Добар готвач. Интересен за нашите гледачи. Додели многу совети кои што многу се значајни. Како да бевме на семинар. Баш убаво учење. Нели требаше да бидеме опуштени па Така, многу убаво. Повели, ова е подарок од нашите пријатели од ПКБеско, за да се замезите. Фала ви многу, значи ги поздравувам и ПКБеско кои се ваш спонзор на емисијата. Така. Им се заблагодарувам значи за убавиот поклон. Се надевам ќе ви се допадне јадењето. Тоа ќе пробаме по гаснење на камерите, многу пати веламе еве како да го пробаме кога е веќе многу топло. Му благодарам на доктор Едип затоа што беше прекрасен во нашата кујна. Се надевам и вам ви се допадна, драги мои, доколку имате проблеми кои што ви се значани и ви е потребно естетска медицина. Побарајте го, сигурно ќе се договорите и ќе се отповика и ќе ви помогне, а до тогаш и во секое време јас сум тука за вас. Ве сакам!